Јас сум Јованка Попова, историчар на уметност и куратор, во моментов проектен координатор на проектен простор Presto Exit, здружение кое се занимава со истражување и продукција во областа на визуелната уметност и кураторските практики. Постојат повеќе насоки низ кои што може да се профилира работата на кураторот. Многумина на кураторот гледаат како на личност која што се создава, се развива и учествува во институционализирањето на современата уметност. Кураторот е всушност оној кој што создава одреден контекст на културна продукција и истовремено интервенира во истиот. Кураторската практика исто може да се адресира и како канал за социјална и политичка критика и како практика на поттикнување на културните и социополитичките промени во современието. Односно, кураторот е оној кој инсистира на вредности и истовремено ги создава без разлика дали тие постојат или не. Кураторската работа е всушност создавање на врски помеѓу предметите, помеѓу луѓето и предметите. Тоа е креативен процес на истражување и себе истражување во соработка со уметникот. Современи, оние чие делување произлегува од потребата да се развијат нови и соодветни културни и критички контексти. Уметници чии практики издржани со право може да се наречат субверзивни, оние кои се однесуваат на конфликти и противречности во доменот на уметничкото делување, уметници посветени на решавање на општествени проблеми или на премостување на јазот помеѓу привилегираните институции и социјално исклучените групи. Анри Сала, Рената Пуљак, Шејла Камерич, Маја Баевич и ред други кои што всушност се дел од изложбата Сештање заедничко, која во моментов заедно со Мира Гакина ја подготвуваме како дел од проектните активности на Музеот на современата уметност во Скопје. Изложбата ќе биде отворена за јавноста во декември годинава и всушност не запознава со дела кои даваат вовед во низа специфики на прекаријатот од различни истории и култури. Со цел уметноста да биде ефикасна и да постигне одредени промени, мора да се одрече од својата привилегирана позиција, односно од партиципативен проект каде што кураторот или уметникот се наоѓаат во улога на експерт, односно во улога на дизајнер во контролирана состојба, без разлика дали станува збор за галериски или јавен простор. Еманципација не може да се очекува од форми на уметност кои по секоја цена и со средства позајмени од маркетиншките стратегии се обидуваат публиката да ја направат активна. Уметноста е еманципирачка, кога се одрекува од изнасилена порека, целна публика или кога со други зборови ќе престане да посакува да еманципира. Оно што всушност треба да се направи е да се променат воспоставените канони за она што представува соодветно образование и уметност, како и да се обезбеди доволно јавен простор за уметноста да може да ја остварува својата јавна функција. Јас всушност се согласувам со изреката на Шантал Муф, која вели дека во повеќето радикални случаи уметноста не може да представува социјална промена, освен како трансформатор на координатите на самата уметност. Доколку ги прифатиме прашањата како уметноста може да даде допринос во хегемонистичката борба или на кој начин таа може да им даде глас на обесправените, веќе сме капитулирала пред доминантната идеја за тоа што представува уметноста и што всушност таа е. Со други зборови, таквите прашања во основа и самите се хегемонистички. Оно што е неопходно е солидарност со останатите во нека нова форма на здружена акција.